Полицијата во Ерменија ги острани демонстрантите од главната улица во центарот на Ереван, која со денови ја блокираа луѓето кои протестираа против поскапувањето на струјата. 2 недели тие протестираат поради одлуката струјата да поскапи за 16% од 1 август. Денеска полицијата ги тргна барикадите и демонстрантите од главната улица, пошто улицата беше отворена за сообраќај. Акцијата на полицијата уследи откако организаторите на протестот се заканија дека ќе ги преселат барикадите пред канцеларијата на преседателот Серж Саркасјан. Со игри и песни, илјадници луѓе се собраа во Кишињев да пренесат едноставна порака. Молдавија мора да се откаже од својот суверенитет и да стане дел од соседна Романија. Околу 5000 луѓе излегоа на демонстрациите, на кои беше усвоена резолуција, според која, како што велат подписниците, единствената шанса на Молдавија за враќање во европското семејство е обединувањето. Во Романија, поранешниот преседател Трајан Басеску го повтори својот став дека обединувањето на двете земји е единствена шанса за членство на Молдавија во Европската унија. Мнозинството молдавци зборуваат романски, а поголемиот дел од Молдавија од 1918 до 1940 беше дел од Романија. Во Казахстан се прославува Денот на Астана, национален празник со кој се одбележува трансферот на престолнината од Алмати во Астана во 1997 година. Фестивалот за одбележување на празникот се состои од традиционални игри и песни, како и концерти на класична музика. Од 2006 Денот на Астана се одбележува на 8 јули, кога е и роденденот на преседателот Нурсултан Назарбаев, кој годинава наполни 75 години. Шефот на Центарот за стратешко истражување во Таџикистан соопшти дека околу 8000 талибански борци само што ја поминале границата со Авганистан. Тој соопшти дека талибанците окупирале неколку области и представуваат потенцијална закана за стабилноста на Таџикистан и Централна Азија. Тој додаде дека во последниве месеци милитанти на Исламската држава исто така се појавиле во оваа област.